тезата нема алтернатива по мене не функционира. Сега знам дека не е добро пред консензус еден јас да одам спротив ветрот, ама навистина сметам дека треба не само оваа сала, но гумина кои што се силно посветени на измените на Уставот, треба да го разберат и оној дел од граѓаните кои што денеска вели не. Да, во главно се македонци и други етнички, некои од помалите етнички заедници, меѓутоа без разлика на етничката структура, тој број не е за подценување. И не мислам дека само бројката е важна. Прво, најголемиот дел од луѓето кои денеска велат дека се против уставни измени, не се против Европска унија. И јас мислам дека нив не треба да ги убедиме дека Европската унија е важна. Некои од нив знаат повеќе и од нас. Излегле еден дел од нив, гласале за референдум, го поддржале договорот со Грција, ама денеска седат дома и велат не. Мислам дека голем дел од тој отпор против уставните измени не доаѓа од отпор кон Европската унија. Не доаѓа од незнаење. Знаат. Најголемиот дел од тој отпор доаѓа од стравот дека ова не е крај. И тој страв не е нереален. Ајде да си исто да кажеме отворено. Тој страв не е нереален. Ние поминавме во изминативе години. Прво, одлагање на одлуката заради тоа што Холандија не беше спремна да поддржи зелено светло за Албанија, па потоа француското барање да се одложи одлуката заради нова методологија, па бугарско вето и така натаму и така натаму. И еден дел од отпорот кон уставните измени нема никаква врска со уставните измени. Ако разговарате со луѓето кои велат не, тие викаат немам ја ништо против бугарите со црногорците и хрватите да влезат во уставот и имам проблем со тоа дека после се плашам дека ќе има нови барања. Патем речено, да ги ставиме бугарите во уставот, јас мислам дека е македонски и национален интерес. Тоа ќе стане јасно и во нашата преамбула. Едно се македонците, сосема нешто различно се бугарите. Меѓутоа, тој страв, бидејќи не е неоправдан, ние мораме да го решиме на поинаков начин. А тоа е да бидеме гласни меѓу нас. Кои се работите за кои сите ќе се согласиме во државата? Не, значи тој тип на широк консензус кој нема да биде црно-бел, туку широк консензус кој што ќе даде одговор како овие теми, овие стравови, не да ги сузбиеме со самоубедување, туку да обезбедиме од нашите европски партнери дополнителни потврди дека ова не е само една од многуте препреки.